Со особено задоволство сакам да истакнам дека општина Бутел, тоест јас како градоначалник заедно со мојот тим, успеавме уште на почетокот од мандатот да одвоиме и да инвестираме 3 милиони денари за дечињата од предшколска возраст, за градинките. Успеавме да набавиме и да целосно опремиме десетина нови училници со нови столчиња, анатомски столчиња и нови масички. Успеавме да набавиме нови интерактивни табли кои што се специјализирани за децата во предшколска возраст, нови шкафчиња, нови меки подлоги, со еден збор целосно да опремиме 10 простории нови за дечињата во градинките во населеното место Бутел 1, но и да изградиме едно специјализирано детско игралиште специјално за дечињата од градинките од двата клона во Бутел 1. И сето тоа во една вредност од 3 милиони денари на моје лично големо задоволство, бидејќи нели станува збор за најмалечките. Во овие почетни месеци успеавме да одвоиме и 10 милиони денари за образованието и некако вкупно би дошло околу 13 милиони денари инвестиции во образованието и во градинките. Би сакал да истакнам една сериозна градежна експанзија која што ќе започне во текот на оваа година, уште на пролет. Нема да биде заборавено буквално ниту едно населено место на територија на општина Бутел, но она што би сакал да го истакнам како покрупни проекти се за година и пол од сега ќе биде завршено училиштето во Визбегово. Веќе во текот на оваа година убеден сум дека ќе започне изградба на нова градинка во Свети Климент Охридски, која што ќе заврши во текот на идната година. Убеден сум во тоа. Она што сакам ексклузивно да го изјавам во овој момент е дека во соработка со Министерството за образование и наука успеавме да се одвојат и средства за доградба на основното училиште Ато Шопов, што е и tekako голем проблем за населеното место Радишани. Во соработка со градот Скопје за многу скоро ја почнуваме реконструкцијата на улица Бутелска, целосна реконструкција, а во текот на оваа година сигурно и реконструкција на улица Радишанска. Во текот на оваа година, покрај онево почетно чистење на коритото на реката Серава, во секој случај ќе започнеме и со изградба на корито, и тоа во должина од 1 километар во населеното место Радишани, а паралелно со тоа изградба на една нова трим патека. И во таа смисла Бутел ќе стане навистина градежна зона каде што ќе се гради и се она што беше ветувано веќе и tekako ќе почне да се реализира.